V imето на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, денешното Свето Евангелие целосно соодветствува со животите на денеславените колосални представници на православната християнска философија на живење. Светиот Атанасije, архиепископот Александрски и светиот Кирил, архиепископот Александрски. Содржината на денешното евангелско четиво ви е добро познато. И ние нема да ја повторуваме, но ќе се задржиме само на еден момент од неговата содржина. Таму, каде што Христос разговара со управникот, малко е да се каже битна, важна, јас би ја нарекол централна тема во животот и за животот на човек. Како да се стекнам, Господи, со вечен живот? Тоа е прашање на сите прашања, ако сакам. Прашање на сите прашања и додека не го одговориме тоа прашање, ќе живееме во овој свет прогонети од еден, јас би го нарекол, екзистенцијален немир, зашто постојано, не имајќи го тој одговорот на тоа прашање и прогонети од тој немир, ќе живееме со чувство на нестабилност, на прогонетост и најпосле на исплашеност. Се губи смислата на животот, секогаш кога се губи целта на животот. И сега Христос, Бог, знаејќи со кого разговара, покажува како на старозаветник дека треба да ги исполнува 10 Божи заповеди. Христос го добива одговор дека тоа тој го прави откако знае за себе, од млади години. И не излажа. Бидејќи законот во Стариот Завет е над се. Тоа што треба да се исполни е закон. Исполнувајќи го законот, треба да се дојде до она, зашто Стариот Завет пророкува, укажува, навестува раѓањето на Спасител, на Месија, на Христа Господ. Се уште старозаветниот човек не знае дека над законот е љубов, дека законот е даден за да се исполнува и исполнувајќи го да се движиме како по некоја духовна лествица по вертикалата од нашиот личен духовен живот до целта и до смислата на нашето постоење, а тоа е средбата наша лична со животодавецот и спасителот наш, Богочовекот Христос. Сето тоа соговорникот на Христа Господа не го знаеше. Иако разговараше со оној по кого што копнееше неговата душа, бидејќи неговите старозаветни пророци и патријарси само за него зборува.
Старозаветниот човек живееше за Христа, копнееше по Христа, но тој, стоејќи пред Него, не го позна дека е тој. И затоа Христос му кажа: добро е сето тоа што си го правил од млади, ама треба уште нешто да направиш за да се стекнеш со совршенство. А тоа што треба да го направиш е следното: да отидеш и да го распродадеш сиот свој имот и да им го разделиш на сиромашни. Кога го чу тоа, соговорникот на Христа се исполни со тага, се сневесели и си отиде. Зошто тој човек не можеше да го послуша советот на Христа Господ? Затоа што беше патолошки врзан за богатствата на овој свет. Тој беше зависник од овој свет, негов идолопоклоник. Ајде да се прашаме себе си, дали сме подобри од него? Не сме ли ние на ист начин идолопоклонички врзани за овој свет и неговите блага? Та кога не ставаат пред избор помеѓу овој свет и Христа, преплашени за својата овоземна екзистенција, секогаш ќе се определиме за овој свет против Христа. Та не ни е тешко да го разбереме денешниот евангелски јуник. Но едно е да го разбереме, а друго е да го оправдаме. Таквата врзаност за овој свет со ништо не може да се оправда, бидејќи со неа се кусат вечните перспективи на човечкиот живот. И се завршува со гробот. А ако се завршува со гробот, вели Достоевски, тогаш се ми е дозволено. А што е тоа што ќе ме спречи да дојдам до она што го сакам? Ако се ќе треба да биде запретано во земјата и со земја. Затоа Кант на едно место добро вели дека постојат две големи мистерии, две големи тајни за човек. Звезденото небо над главата на човекот и моралните закони во неговото срце. Гледајте колку е длабок и умен тој голем западноевропски философ. Иако не му бил доследен на светото предание во се. Да се живее подготвен, целиот живот на Христа Бога да се предаде. Тоа е тоа што треба да правиме со себе си. А оној што животот го дава за Христа, тој дава се што е Негов. Кога сакате некого, вие сакајќи го Него, го сакате се она што нему му припаѓа, се она што е Негов. Та се што нему му припаѓа, се што мене ми припаѓа, давајќи му се на Христа Господа, се на Христа Господа му го воздарува. А потоа Господ ќе благослови сето тоа да се умножи, да се преумножи во светот кој што не умира и во животот кој што не знае за смрт.
Ovdje sme na propatuvanje, vo tranzicija. Se sjećavam kako dete, pri sekoj pogrebenije na naš stružanec, starite luge sobrani okolo telото na upokojenju, ki kaže, gosti sme v ovoj svet. Jaz kako dete to nego razbio. A сега, to što go razbra, mi treba mnogo zborovi za da go objasnim. I tokmo deniska to je go pravi, so site vas. Zašto sme gosti v ovoj svetu? I zašto treba da živeme podgotveni? Celite sebe si jedni so drugi. Da se sakame i Bogu da se predamo. Togaš na ovoj svet, ki mu obezbedime idnina. I važnite proroci na ovoj svet, ko što ja prorekuvar krajot na istorijsko to vreme. Krajot na svetata hristijanska crkva navestuvajki go posthristijansko to vreme i svet. Veke mnozina se ubedeni deka tokmu toj del od postojenja na svet od se žive. A mi ovdje site sobrani sme najboljem demant na tije laže proročki viziji za svet. Sve što evangelski junak ko čuo od ustata Hristova i ne sakaše da go počuja dene slavenite sveti oci i filosofi na crkvata od Aleksandrija, Atanasije i Kiril. I dvajcata beja arhijepiskopi na grad od Aleksandrija i rektori na poznati od Aleksandrijski univerzitet. Neobično obrazovani luge i isto toliko duhovni luge. Vistinski otci i učitelji na svetata crkva Božja. Za da se kaže se za njih, mi treba sati i sati. Dobro je malko da gi isčitame njihove životi, zapišani vo žitijata na sveti za današnji den. I dvajcata živele vo dve različni vremenja, no ne taka mnogo oddalečeni jedni od drugih. Sveti Atanasije Veliki, ko znajeme, go pametime najmnogo spored prvi od Vaseljenski sob, održan v 325. godina v Nikeja. To je četvrti od vek posle Hrista. Toj se spravil so golemata i strašna eres. Arijanska ta eres. Na toj sobor sveti Atanasij mu se protivstavil na Ariji, so tezata deka sin od Božji ne sozdaden. Videki vtorata ipostas Božja se rađa od Otec od predsite večnosti. Nema početok i nema kraj, a to znači deka nemalo vreme koga go nemalo. Osven toa, videki se rađa od Otec i ja poseduva se vkupnata suština na Otecot. Sinot mu je jednosušten na Otecot. To je istosušten s Otecom. A nekako što Arije tvrdeše deka je sličnosušten. Voprašanje se dva ključni teološki pojmi
дури и за изговарање многу слични, ги разликува само едно единствено слово, една единствена буква. Свети Атанаси се залагал за поимот омоусиос, едносушни, а Арие за поимот омиусиос, сличносушни. Гледајте, браќи и сестри, колку е деликатно да се богословствува за најсуптилните теолошки проблеми. Една буква е доволна за да се најдете на небесата или на дното од пекот. Делото на свети Атанасий Велики го продолжил свети Кирил Александриски на 4-тиот Васеленски собор во Халкидон, на кој што до крај се разгледуваше догматот за богочовечката личност Христова, христолошкиот догмат. Двете природи на Христа Господа, една личност ткаена од две природи, од божествената и од човечката. Со божествената природа Христос му е совечен со постоечки на Отецот, а со човечката природа тој е стар 2021 година. Пред 2021 година Логосот Божи, Синот на Отецот, ја прими природата на човекот, стана човек и вочовечувајќи се и вотеловувајќи се, тоа се исто така специфични теолошки поими употребени од светиот Кирил Александриски. Бог влезе во историјата на човекот и на светот со намера да го сподели животот на човекот и на светот и да го изврши чинот на спасението, така што на себе го зеде гревот на човекот, иако самиот тој безгрешен, и смртта што од гревот произлегува, иако самиот несмртен. И така јас се обидувам накусо да ги исцедам најдлабоките содржини за кои што тогаш се расправи на двата големи екуменски собори во Никеја и во Халкидон. Но тоа што денеска го кажавме, една малечка трошка во однос на се она што може да се каже за двата собори и за двете прекрасни личности на денесоавените светители. Атанасие, таткото на светото православие, и Кирил, големиот и ненадминат Христолог на Светата Црква Божја. Амин за многу.